на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Вести на Сител. На почеток преглед на настаните. Расте бројот на хоспитализирани по трагедијата во Кочани. Новите примени пациенти се со последици од вдишаниот чад и се на токсикологија. Дел од повредените кои се лекуваат во странство ќе се вратат во Македонија следната недела. Состојбата им е стабилна, но во земјава траат подготовки за нивно продолжено лекување. Трошоците за семејствата целосно покриени од државата. Почнува исплатата и на хуманитарната помош. Најголем дел од приведените пренесени во Кумановскиот затвор. Приведени сопственици на кафулиња во центарот на Скопје кои правеле журки за време на денови на жалост. Општините почнаа со контроли на згради, училишта, градинки, имали соодветна противпожарна заштита. Утре ден на жалост во Нови Сад по смртта на 16-тата жртва од трагедијата на железничката станица. Над 300 приведени на протести во Турција. Овие вести за состојбата на повредените кои се лекуваат и во земјава и во странство известуваме во живо и од Кочани. Останете со нас, почнуваме. Бројот на повредени од трагедијата во Кочани надмина 200. Нови 6 пациенти вчера се хоспитализирани на токсикологија во Скопје, со што во македонските болници во моментов на лекување се 54 лица, останатите се во странство. За состојбата на повредените известува Александар Динев. Александар, слушаме за нови хоспитализации. Каква е здравствената состојба на овие пациенти? Здравствената состојба на сите 54 повредени во големата трагедија и пожарот во клубот во Кочани во саботата према неделата ноќта е стабилна. Зборувам за овие 54 пациенти кои во моментот се хоспитализирани во македонските болници и клиники, а за ова информираше попладнево министерот за здравство Арбен Таравари. Тој рече дека се зголемува и бројот на нови пациенти кои имаат потреба од хоспитализација. Вчера, во текот на вчерашниот ден на токсикологија, примени се уште 6 млади лица, неколку дена по големата несреќа поради отежнато дишење и болки во градите од вдишаниот чад од пожарот во клубот. Со нив во моментот бројката на пациенти кои се на болничко лекување овде на клинички има вкупно 27, 11 се во ГОП 8 септември, 10 се во Стара градска болница и 6 во приватните болници. Со новите приеми во текот на вчерашниот ден, бројката на повредени во големата трагедија надмина над 200 лица, а 59 починаа. Министерот за здравство попладнево одговараше и на прашање со какви повреди се хоспитализираните 54 лица овде во клинички, но и во останатите скопски болници. Да ја видиме неговата изјава. Сите во стабилна, добра состојба. Наредната недела веќе планираме нови исписи на пациентите од понеделник, вторник. Генерално се изгореници, некаде имаме искршеници кои што може би ќе треба, некои ќе стојат подолгу, кои што треба да се оперираат. Изгореници на слузокожа, на дишни пастиста, токсичност. Нели вчера, не знам дали ви кажав, има 6 нови пациенти кои што не беа пријавени, а се пријавени вчера во клиниката за токсикологија и ги следиме таму кај што треба и ги лекуваме како што. Александар, каква е ситуацијата со повредените кои се лекуваат во странство? Уште колку пациенти се водат како критични? Во моментот, како што информираше министерот Таравари, 6 пациенти од вкупно 115 кои до овој момент се испратени се на лекување во странски центри. Како што реков, 6 се во критична состојба. 2 од критичните пациенти се хоспитализирани во клиничкиот центар Љубљана, додека 4 од многу тешките пациенти, како што рече Таравари, во текот на
денешниот ден се хоспитализирани и се на лекување во Воено-медицинската академија во Белград. Меѓутоа, добра вест која ја соопшти Таравари е дека во понеделник во Македонија ќе бидат вратени првите 5 од овие вкупно 115 пациенти кои беа испратени на лекување во западноевропските земји. Се очекува во понеделник или вторник овде на клинички да бидат префрлени на понатамошно лекување пациенти од Австрија, двајца, од Шпанија исто така двајца, но и еден пациент од Шведска. Тие, како што рече министерот Таравари, ќе бидат најпрвен хоспитализирани и прегледани од македонските лекари, од болниците, од каде биле испратени на лекување во странство, но не исклучи можноста и понатаму да се организира еден центар со посебни тимови, па дури и во внатрешноста специјализирана болница која ќе се грижи за понатамошниот третман на сите оние пациенти кои беа, како што реков, до овој момент 115 испратени на лекување во странство. Инаку властите и денеска потенцираат дека сите трошоци за лекување на пациентите, но и трошоците околу сместување на најблиските членови кои се како придружба и во близина на нивните блиски кои беа повредени во големата несреќа ги покрива државата. Информациите за пациентите кои се лекуваат во странство, но и изјавите околу нивната состојба како и што се превзема државата ги гледаме од сублиматот во прилогот кој го направи колешката Катерина Нешкова. Од идната недела ќе почне враќањето на првите пациенти настрадани од пожарот во Кочани и испратени на лекување во странство, најавуваат од владата. Во моментов во болници надвор од Македонија се наоѓаат 115 пациенти, од нив 6 се уште се критични, 2 што се на лекување во Љубљана и 4 во Белград. Добрата вест е пак што 5 од повредените од понеделник се враќаат дома, и тоа по 2 пациенти од Шпанија и Австрија и еден од Шведска. Враќањето ќе се одвива по посебни протоколи, а се размислува и за странска медицинска помош за продолженото лекување дома. Прво ќе ги примиме во болниците, па потоа ќе ги пуштиме дома. По информациите што ги добиваме од овие болници што се надвор од Македонија, тие дури можат да се вратат со комерцијални лекари. Меѓутоа, за сега планираме од каде што се отидени пациентите да се прифатат таму и нормално не мора да стојат од Карил се испратени најголем број на пациенти. И невозможно е 77 пациенти да ги вратиме све во Карил, бидејќи треба да тече и другата работа. Имаме и други пациенти кои што се третираат. Веднаш докторите од Карил ќе триажираат и ќе кажат кај треба да стојат тие пациенти. Доколку ни треба рехабилитација, најверојатно ќе ни треба подолготрајна за некои пациенти, размислуваме и опција за некои од болниците во внатрешноста или некој центар кој што не е искористен, за да направиме екипи кои што ќе третираат подолгорочно. Се што е во моја сила и моќ, ќе направам за на нив да им се помогне и понатаму во делот на рехабилитацијата. Веќе имам остварено контакт со неколку мои колеги на држави кои што се подготвени да ни помогнат во овој процес. Наше ќе биде да пренесеме таа порака до здравствените власти, до стручните лица и понатаму заеднички да процениме која помош ќе активираме и каква помош ќе активираме. Владата уверува дека останува на одлуката сите потреби и трошоци што ги имаат семејствата да бидат покриени од страна на владата. Донациите се само плюс помош за настраданите, велат оттаму. До сега 188 лица се згрижени и сместени. Свесни сме дека оваа трагедија носи неочекувани финансиски тешкоти. Затоа, како институции, вклучени во овој процес, донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош. Напред, ние го резервираме хотелот, ние ги купуваме авионските карти, ги информираме дека за еден мобилен телефон ќе се покријат целокупните сметки во делот на роамингот и сите трошоци што ќе ги акумулираат. Граѓаните добиваат per diem, односно условно кажано дневница, средства што им е потребно секојдневно за некои тековни трошоци што настануваат. Не е лошо што граѓаните помагаат, но истовремено граѓаните треба да знаат дека државата мисли на секој поединечен трошок што треба
што може да настане во оваа хипотетичка ситуација. И ние, барем во делот на тоа што е наша обврска како влада, бидејќи на крајот на денот располагаме со средства на буџетот на граѓаните, на вас, на тие родители кои што се таму, не смееме да дозволиме овој дел од процесот, од медицинското лекување до сите логистички трошоци, до сите трошоци за патување, да бидат средства собрани од донации. Од Фондот за здравство нагласуваат дека и боледувањата за настраданите и нивните семејства ќе бидат со 100% покриеност. Дадовме насоки на матичните доктори околу препишувањето на лекарства и боледување за загрозените и за нивните семејства, бидејќи досега не беа предвидени вакви ситуации. Во меѓувреме, не престануваат донациите што граѓани, фирми, општини, институции ги уплаќаат на солидарната сметка на Црвениот крст за настраданите во страотниот пожар. До утрово се собрани речиси 52 милиони денари или близу 850.000 евра, информираат од организацијата. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, можат да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Се проверуваат сите видови лиценци издадени од сите институции, велат од владата. Вчера министерот за транспорт информираше дека веќе се пронајдени над 90 фирми од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање кои не исполнуваат услови согласно закон. За сега е непознато каква е состојбата во другите сектори. Вчера полицијата привела двајца сопственици на кафе-барови кои не ги почитувале деновите на жалост и правеле забави. Затворени два угостителски објекти во Скопски центар затоа што пуштале музика не почитувајќи ја владината одлука за 7-дневна жалост. Од слобода се лишени 26-годишниот ФА од Скопско и 22-годишниот ВВ од Скопје, поради сомнение за сторено кривично дело по член 387 од Кривичниот законник, информираат од МВР. По документирање на случаите, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, а можат да се соочат и со затворски казни. Токму членот 387 од Кривичниот законник се однесува на делото организирање отпор и гласи: тој што ќе организира други на отпор или на непослушност према законите одлуки или мерки на државен орган, ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Контролите низ цела територија продолжуваат. Инспекторите од ДП и МВР се на терен и ги проверуваат сите угостителски објекти. Од направените контроли на Министерството за транспорт пак, до сега земени се 100 лиценци на фирми за проектирање, изградба и надзор при градба. Апсолутно секој еден кој што постапил спротивно на законот ќе биде одговорен. Во овој момент сите податоци со кои што располагаме дека сите надлежни институции работат на терен активно да проверат каква е актуелната состојба. Во текот на денот и во текот на следните денови ќе продолжиме да информираме за тоа кога биле издавани лиценци, какви се, дали ги исполнувале минимално техничките услови, се ќе биде на увид на јавноста. Затоа што повторно ќе кажам, од оваа трагедија ние не можеме да останеме само на зборови. Наша обврска како влада е да превземеме активност. За непочитување на владината одлука за 7-дневна жалост, неделава беа приведени двајца 18-годишници, кои прославуваа роден ден со огномет во центарот на Скопје, а се трага и по лицата кои во Скопски бутел палеа пиротехника и избегаа со мотор. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Општините почнаа со контроли на стамбените згради за проверка на функционалноста на системите за противпожарна заштита. Според информациите, такви контроли се во тек во многу општини и во главниот град и низ државата. Инспекцијските служби на општина Аеродром во текот на минатата недела извршиле контроли на околу 100 угостителски објекти кои работат на територијата на општината, а откако ќе бидат обработени податоците собрани од терен, ќе се изготви анализа за состојбата со исполнувањето на законските одредби и подготвеноста на објектите за вршење на угостителска дејност. Општина Аеродром соопшти дека изготвила и план за контрола на хидрантските мрежи во стамбените згради, пристапите, излезите од објектите за колективно домување и од понеделник во соработка со куќните совети и со управителите на стамбените објекти ќе почне инспекција за состојбата во зградите. Вчера, по барање на градоначалникот на Центар Горан Герасимовски, во оваа општина се одржал состанок на штабот за заштита и спасување на општината, каде што се разгледувала безбедносната состојба во Центар и биле предлагани мерки за подобрување на сигурноста и заштитата на граѓаните. Инспекторот за домување добил насоки и задолжение во текот на следнава недела да закаже состаноци со управителите на стамбени згради, стамбено-деловни и деловно-стамбени објекти, како и со регистрираните заедници на сопственици во врска со почитувањето на пропишањето
впишаните норми и стандарди за домување, особено во делот на заштитата и спасувањето. Контрола и проверка на стандардите за безбедност во главно во угостителските објекти како прва фаза. Бараат инспекцијските служби, односно вршат проверка на повеќе од десетина документи и елаборати кои што треба да ги имат угостителските објекти заради непречено функционирање. Завршена е првата фаза, посетени се сите угостителски објекти, во моментов се прибираат потребните документи и податоци. После што ќе следи анализа на прибраните документи и соодветно на анализата и добиените податоци од угостителските објекти ќе преземаме соодветни чекори во насока на превенција од несакани последици. Паралелно на тоа издадов и заложение на основните училишта и детските градинки во рамки на општина Аеродром да извршат проверка на елаборатите за противпожарна заштита, на плановите за евакуација. Морам да истакнам дека сите училишта и детски градинки имаат елаборати за противпожарна заштита и изготвено планови за евакуација. Веќе од понеделник продолжуваме по стамбените згради, односно во соработка со стамбените управители и куќните совети на стамбените згради, проверка на исполнителство на минималните стандарди од аспект на противпожарна заштита, односно дали хидрантите се во функција, дали постојат противпожарни црева, дали излезите за евакуација и противпожарните скали се ослободени. Од понеделникот па навака се изречени отприлика 20-22-3 глоби. Значи тука спаѓаат кафичи со летните траси, непоседување на одобрение за урбана опрема. Тука спаѓаат градилиштата, каде што имаат оставено градежни шутеви на самата улица на јавната површина. Тука спаѓаат возилата со валкани тркала што излагаат од возилата, бидејќи не се спроведува чистење и перење на улиците. Контактирана е дирекцијата за заштита и спасување и мислам дека се во ред, дека сме на територија на општина Центар проверени во однос на противпожарни уреди и на хидрантски мрежни инсталации. Се проверуваат по трагедијата во Кочани, што од законските одредби прекршила над 90 градежни фирми и надзори кои веќе беа откриени преку Министерството за транспорт. Дали има небезбедни објекти? Тема на денот во 19 со вице-премиерот и министер Александар Николовски. Собир на граѓани во Кочани почна денеска во 15 часот, а од понеделник се најавуваат и собири на студентите во главниот град. Тамара Дичовска известува од Кочани. Тамара, се одржали собирот? Собирот се одржа, заврши пред некоја минута. Граѓаните тука што беа на плоштадот мирно се повлекоа, веќе е празно, да. Зад мене по неколку луѓе кои што седат во паркот, но граѓаните од Кочани, како што кажа, во 15 часот го започна мирниот протест, додадат почит на прерано згаснатите животи во пожарот во дискотеката Пулс во неделата, но и барајки правда и одговорност за прерано згаснатите животи. Денеска протестот беше мирен, не беше онаа слика која што можевме да ја видиме еден ден по несреќата, каде што толпи на улиците го искршија и оно кафуле на сопственикот кој што е осомничен во целиот случај и неговиот автомобил. Покажа дека ќе продолжат со мирни протести. Ова денеска беше само почеток, барајки правда за загинатите, за нивните блиски и целата трагедија која што се случи во Кочани во неделата. Веќе утре, како што можев да поразговарам со некои од тука жителите, продолжуваат со мирните протести. За утре во 13 часот е најавен протестен марш тука низ кочанските улици, како што напоменав, барајки правда и што поскоро да се казнат виновниците за страшната несреќа каде што загина нивни блиски. Но не само во Кочани, јавни собири, мирни собири, но и протести се организираат низ повеќе градови во Македонија. За протестен марш во главниот град во Скопје е најавен во понеделник. Се бара одговорност, но и системски промени.
Според владата, легитимно е граѓаните на улица да го изразуваат револтот за целата трагедија што се случи, но оттаму велат дека надлежните институции постапуваат и работат што побрзо да се расветли целиот случај и да се казнат виновниците. Во продолжение ја слушаме портпаролката на владата. Ние како влада веќе го имавме ставот дека ниту едно демократско право на изразување на мирни, би кажала, собири, не можеме ниту сме во насока на тоа да го стопираме. Но исто така, повторувам дека повикуваме на разум, повикуваме на доверба во институциите дека ревносно се справуваме со сите состојби и ќе продолжиме да се спротивставуваме. Тамара, во делот на расветлувањето на случајот, последна информација од вчера беше дека 34 лица се опфатени со истрагата, најголем дел од нив веќе се во притвор и тоа во затворот во Куманово. Има ли нови елементи во делот на истрагата? Со оглед на тоа што надлежните кажа дека синоќ ја заврши и првиот дел од истрагата со овие, како што напомина и 34 осомничени лица кои што придонеле да се случи овој страшен пожар во кој загина 59 лица. Осомничени се и 3 правни субјекти. Меѓу овие 34 осомничени само судот во Кочани синоќа до доцна вечерта одлучуваше по нивните притвори. 24 од нив добија 30-дневен притвор, 20 се сместени во притворското оделение во затворот Куманово, додека другите се во затворот Скопје. Меѓу овие 24 лица кои што синоќа добија и 30-дневен притвор, односно им беше продолжен оној краткотраен притвор од 48 часа кои што го добија на 2 пати, дури не се соберат доволно докази да се отвори истрагата. Меѓу нив е и сопственикот на дискотеката, импровизираната дискотека, можам да кажам, Пулс, поради давање мито на вработен во Министерството за економија за да му издаде лиценца за да може да продолжи да работи. Во притвор е и 30-дневен поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, генералната секретарка, државната секретарка во Министерството, како и тројца вработени од Министерството за економија, поврзани дека се вмешани во издавањето на оваа лиценца за да може да работи импровизираната дискотека. Член на групата од ДНК, бидејќи ги внел и оние пиротехнички средства кои што беа и причина за да избие пожар во клубот. Обезбедувањето на дискотеката е во 30-дневен притвор, бидејќи не провериле пиротехниката која се внесувала во диското, но и пуштале малолетници да бидат присутни по полнок, што не е според законот. Во диското имало 31 дете, од кои 6 починале. Во притвор е и човекот кој што продавал билети, бидејќи продал над 650 билети, според капацитетите не можело да присуствуваат толку многу луѓе во овој импровизиран простор кој што немал лиценца ниту за кабаре. Во притвор се и поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат, бидејќи не вршеле вонредни контроли како работел овој објект, но на правно лице, но и има осомничена дека издала извештај дека оваа дискотека може да работи како кабаре, иако не ги исполнувала условите. Меѓу приведените се и тројцата градоначалници на општина Кочани од 2009 до оваа година кога и работела оваа дискотека. Како што напоменав, 20 се во притвор во Кумановскиот затвор, 4 во затворот Скопје, а пред неколку дена кривичниот суд им одредили 30-дневен притвор на 7 полициски службеници од Штип и Кочани. Според надлежните, доколку се обезбедат и други докази, истрагата може и да се прошири до опфати други лица. Тамара, ти благодарам, остануваш во Кочани, ќе ги имаме најновите информации во Централниот дневник. Премиерот Мицковски ја посети сопругата и семејството на Иле Гоцевски, возачот на брзата помош кој трагично почина по помошта која ја пружи на повредените во трагедијата во дискотеката Пулс. Мицковски изрази почити и благодарност за храброста и пожртвуваноста која за Иле, кој цела ноќ се посветил на помагање на повредените, оставајќи траен пример за хуманост. Во својот Facebook статус премиерот нагласува дека во време на национална тага храброста и човечноста на луѓето како Иле Гоцевски служат како
како инспирација и потсетник дека вистинските херои не носат оклопи, туку имаат срце исполнето со љубов и пожртвуваност. Иле замина тивко, но зад себе остави пример кој нема да го заборавиме. Мојата почит и поклон за него, почит и до сите кои несебично им служат на граѓаните. Вечна ти слава, Иле, напиша Мицковски. Фудбалската репрезентација на Македонија денеска го почна новиот